Вардарище, Дрисла, Шутка, Трубарево само долеваат масло на огнат на веќе отровниот воздух со кој се соочува Скопје со децении. Труењето од овие пожари само наговестува дека и оваа зима, како изминатите, скопјеники имаат проблем да земат здивот чист воздух. Метрополата секоја година се наоѓа на врвот на топ листите на најзагадени градови во светот. Причините ги знаеме одамна. Главни загадувачи се домакинствата, индустријата и сообраќајот. Според Европската Унија, најголем проблем со токсичниот воздух кој го вдишуваат граѓаните е застарениот систем за грејење кој мора да се модернизира. Не сум експерт, меѓутоа, колку што знам, една од главните причини за загадувањето е системот за загревање, кој што треба да биде модернизиран. Следната година, на почетокот до 2027 година, природниот газ ќе стане достапен во градот, така што со промените во самата термоцентрала за грејење, сметам дека тоа ќе придонесе за подобрување на ситуацијата. Амбасадорот на Италија во Македонија вели дека нашата земја е подготвена и мора да одговори на предизвиците со загадувањето, затоа што сите земји кои целат да влезат во Европската Унија треба да ги зајакнат стандардите за квалитетен живот на граѓаните. Европската Унија ќе помогне и во изработката на статистички податоци на Државниот завод за статистика, со цел да се дефинираат правците за креирање политики во борбата против загадувањето на животната средина. Европската Унија значително и помага на земјата во справувањето со овие проблеми. Секоја година гледаме шумски пожари, меѓутоа и во тој случај од Европската Унија се активираат екомеханизмите во кои учествуваат сите земји од Европската Унија. Овие пожари не се случуваат само во Северна Македонија, туку се случуваат и во земјите од Европската Унија. Гледаме такви пожари во Хрватска, во Грција, во Шпанија. Така имаме статистики на отпад, статистики на води, следува спроведување на анкета за потрошувачка на енергенти во домакинствата, кој што исто така е важна од аспект на креирање на ефективни политики. Планираме, во фаза сме на планирање на спроведување на попис на земјоделството, кој што исто така како тема високо на агендата во нашето општество. Општо познато е дека во Македонија има увоз на отпад од Европската Унија и од регионот. Според извештајот од Министерството за животна средина, изминативе години пристигнале илјадници тони отпад, меѓу нив тони алуминиум, бронза, месинг, маст и масло за јадење. Најголемиот дел од металите се увезени од Бугарија, Косово, Србија и Швајцарија. Од Италија пристигнале 1500 тони олово, а од Сараево 2000 тони алуминиум.